Туку што спиште возот отеде брегалница, а снажниот електричен бран го поплави стогодишниот мрачен превес над калдрмите под Исарот, кога дедо Сергеј, скромен наставник по музика во Штипската гимназија, некаде пред истекот на третата деценија од овој век, во Соколаната со помош на музичките влюбеници Благородна Бурева, Панче Мировски, Тодор Деливашев, Никола Крупишки, Славе Кикиритков и уште неколкумина, ја одржаа првата оперска представа во Македонија Бајацо од Леон Кавало. Потоа следуваат Травијата, Гејша, Севилски од Берберин. Се разбира, тука немаше комплетни оркестри, немаше блескави хорски постави, костими и сценографија, но имаше љубов, неизмерна љубов кон музиката. Луѓето бев чудовидени. Опера. Доселеникот дедо Сергеј, а сега веќе Штипјанец, се до крајот на својот живот мирно и умно, како што говорат луѓето што го познавале овој човек, како за себе повторувал: колку надарен, колку музикален народ. Сергеј Михајлов дојде 1922 година како наставник по музика у гимназијата. Откако виде дека во Штип постои некој хор со добри певачи, и он беше на идеја да организира и да направи од нас опера. То беше и успешно. 24 година тој првата опера ја даде Палјачи. Откако Палјачи завршиме, после 6 месеца даде операта Севилски Берберин, од кој јас учествував у таа опера како солист, гроф Алмавиво. Понатака Сергеј Михајлов не беше останал со скрстени раци, него даваше и други опери, како Фауст, Гејша, Мамзел Нитуш и така натака. Сергеј Михајлов заиста е заслужен во Штип за тоа што неговите генерации не само тука се у Штип, него и у други земји, од кои има доста добри музичари. Роден сум 1917 година, 5 април. Потекнувам од фамилија заначиска. Сум почнал да се бавам со музика од 1927 година
Поваѓајќи у први клас гимназија на одбирање гласови и таленти од професорот Сергиј Михајлов. Ме одреди да свирам у неговиот виолински оркестар. Контрабас ме подучи малку и му свирев контрабас 2 години. Потоа ме татко ми од стране од школото, привидејќи немаше могушност да ме школува, и предов на занаатот и свирење у друг тамбурашки оркестар, кој свиревме и свадби, и гранки, свиревме матинеа разни, свиревме. 1931 година се оформи дувачки оркестар во градот под име Соколска музика. Таа Соколска музика се до 37 година, кога ме зедува војник, отидов во војска, пак ме одредија како музичар у 13-ти пешадиски полк у Синќ, Далмација. Таму служев 18 месеци. По 18 месеци на предлог капелникот ме предложи на конкурсен испит во Белград и положив го тај конкурсен испит за стален војнен музичар. И така, по 44 година по ослободувањето на Штип направивме еден пак мал оркестар. Свиревме у домот на ЈНА, тогава немаше музичари, немаше никој, свиревме некои игранки, некои свечености, некои така. Потоа 47 година оформи музичкото училиште, уедно и пак ја подновиме бившата Соколска музика. Свиревме прослави, свиревме полагање венци, свиревме ред многу работи така. Покрај членството во градскиот дувачки оркестар, од 1947 година со отворањето на музичкото училиште станав негов наставник. Со педагошка работа се занимавам се до денес. Што остава учителот зад себе, го прашавме Методи Докузов. Што не остава педагогот? Што остава скромниот трудбеник зад својот нормален човечки работен век? Каков белег на своето постоење? Не знаеше или не сакаше да ни одговори. Одговорот го побаравме кај неговите ученици. Започнав да учам кај наставникот Методија Докузов
во својата 15-та година. Во почетокот свирев други инструмент, бидејќи немаше тромбон, па свирев баритон, мислам, со машинки. И јас се бев толку разочарал да просто сакав да ја напуштам музичката школа. Меѓутоа, наставникот ме убедуваше дека ќе да почекам, дека ќе добиам и друг инструмент, тромбон. И така, да после пола години добив еден стар инструмент кој едва и се влечеше и цугот. И првите часове беа прекрасни, мислам, за мене. Да јас уште истите часове се залюбив, уште првите часове се залюбив во тромбонот, да и денес не можам да се замислам без овој инструмент. Најнапред би сакал да се заблагодарам за повикувањето на град Штип да се огласиме на ова музичка свеченост по повод на татко ми или по повод на овој педагог во Штип. Тој прв почнал нас да не учи и по ноти и да ја сакаме музиката. Да слушаме разни муабети, како овој свири, како оној свири, да знаеме да се определиме. Додека бев како мал, тука учев музичко училиште Нижо и свирев кларнет. После еднаш отидов во Скопје на концерт, слушнав обо како звучи, се определив за обото. По завршувањето на основното образование се запишав во музичкото училиште во Штип. Инструмент прв мој беше кларнет кај педагогот Докузов. Другата година, по негова идеја, он рече дека да можам да свирам јас фагот и ми даде еден стар фагот. Тој фагот беше од еден фаготиста од Штип кој го чуваше во музичкото училиште. Јас го купив тој фагот од него и почнав да се учам. Методи Докузов како педагог во музичкото училиште со нас се понесуваше многу добро. Неговите часови беа пристојни, никој пат не тераше на сила или да не скараше, сите часови беа педагошки добро спремени од негова страна и не покажуваше све што знаеше. По завршувањето на Средното музичко училиште во Штип се запишав на Музичката академија во Љубљана. Од прва година, кога завршив прва година, бев член на операта во Љубљана. После отслужувањето на војниот рок, станав член на Словенската филхармонија, како први фаготиста. Методи Докузов за нас, за неговите ученици, даде многу во музиката. И денеска, кога се враќаме од Љубљана, и јас и неговиот син, и има уште неколку таму што свират, негови ученици, прво отидеме кај него.
уште од негово време има испаднато повеќе музичари познати во нашата република и широм неа, па и надвор од нашата земја. Некои од нив се посветија на педагогијата, уствари ја продолжуваат неговата традиција, еден од нив сам и јас исто. Се надевам дека оваа традиција за дувачката класа ќе продолжи уште натаму. Излегуваат многу добри таленти, освојувани се многу награди, републички, сојузни, безброј концерти и така натаму и така натаму. Јас се сеќавам дека уште како дете, пред да почнам да учам музичка школа, скоро секој ден бев во музичката школа во Штип, каде што ги запознав и инструментите и на некој начин тоа уште повеќе внесуваше еден интерес кај мене. Така да јас после се запишав во музичкото училиште, почнав да учам хорна, после некое време влегов во школскиот оркестар, а исто така после некое време во блекта музика, каде што на некој начин практично влегов во оној колосек на музичкиот живот во Штип. После завршувањето на музичкото училиште во Штип, секако дека заедно со Моников Јован се определивме за музиката, дојдовме во Скопје да учиме средно музичко училиште, каде го завршивме 1959 година и понатаму продолживме нашето музичко образование јас на музичкиот факултет во Љубљана, а Ванчо Самоников на музичкиот факултет во Загреб. И така, веќе тоа секако значи една професионална ориентација, апсолутно, не? Исто така што се однесува до мојот брат, кој што се исто определи за музиката, и мојата сестра покасно, дека стварање на една таква музички амбиент, музичка традиција во фамилијата е тоа во прв ред допринос на татко ми. Моите деца ја избраа музиката како свој животен позив. Ние сме сега едно големо музичко семејство, иако животот не отвлечка на разни страни. Постариот син, магистерот Михаил Докузов, е постојан член на Македонската филхармонија и вонреден професор на Музичката академија во Скопје по предметот хорна. Додека помалиот професор Стојан Докузов е член на Словенечката филхармонија во Љубљана и ја избра прекрасната обоа како свој инструмент. Кај мене учеше Ванчо Самоников, кој преку Илија Николовски до Станко Селак и најпосле кај Морис Андре во Париз ги допре небеските височини на трубата. Тој сега е член на Швајцарската филхармонија во Берн. За Кирил Рибарски не треба многу да ви зборувам. Според некои музиколози од Советскиот сојуз и од некои други познати музички центри, тој е оценет како еден од најнадежните тромбонисти. Кај мене учеше и Симеон Савев, Јордан Хаџиниколов, Драги Трпков, Стево Георгиев, Благој Докузов, Благоја Чешларов, Власто Ристовски, Илми Јашаров и многу други музичари, што одамна си избрале место во светот на нашата сериозна, забавна или пак народна музика. Ученикот на дедо Сергеј,
Методи Докузов, во својата плодна долгогодишна работа, неуморно се вградуваше себе си во талентот на младите штипјани, кои надоаѓаа и растеа заедно со музиката и добрата помош на Докузов. Штипските дувачи ја понесоа славата на Центар, откаде што се раѓаат и се создаваат таленти во некој дел на музиката, благодарејќи му на неуморниот наставник Методи Докузов. Во приказната на Методи Докузов мора внимателно и полека да се влегува. Го среќаваме со години низ градот во свечени поворки, на прослави и годишнини, сред илуминации и тажни процеси, со оној негов мирен и стамен од, со оној харизматски потек на диригентската палка пред блех оркестарот и оној одлучен глас среде општата штама. Еста, еста.